Нова македонска крими драма која ќе остави траен белег на македонската кинематографија. Серијата Бистра вода е судбоносна приказна сместена во сегашноста, а влече корени од времето кога Македонија била под социјалистичкиот режим, обвиена со мистерија, а инспирирана од вистински настани. Режисерот и главен сценарист Јани Бојаджи пред гостите и камерите не го криеше задоволството и среќата за своето најново дело. Ние ово што го направивме е само потврда дека доколку се сака, може да се прават и големи достигнувања и тие достигнувања да бидат квалитетни како производ на крајот. Верувајте ми, секој кога се прави македонски производ, на чуден начин сите коцки се реда. Една по една, и организацијски, и како содржина на крајот, и како финанси. Уведен сум дека и овој проект на крајот, на својот чудесен начин, ќе се ги нареди сите коцки и секи се заврши така како што треба. За новата платформа Кине Мое, тој вели дека ќе биде македонскиот Netflix, а со тоа кај нас доаѓаат новите, современи трендови за емитување на филмските дела. На Кине Мое гледачите ќе имаат можност да гледаат разни македонски содржини. На почетокот ние ќе имаме на вистина во првиот месец една промо претплата за 199 денари, значи ќе може да гледаат цел месец, ќе може да се гледа првата полусезона на Бистра вода. Значи тие што ќе се претплатат на Кине Мое, ќе можат најмалку 5 епизоди да гледаат однапред пред гледачите на телевизија. И тоа е можноста која ние ја нудиме, но освен Бистра вода, на Кине Мое ќе има и други содржини, играни, документарни, шоу програми. Продуцентот на серијата Дејан Милошевски вели дека било вистинско задоволство да се работи со искусните актери и покрај сите предизвици со кои се соочиле во меѓувреме. Без целиот тим не можевме да дојдеме денес на првата премиера и успехот ова што го направивме. Генерално сме задоволни заедно со Никола. Целиот проект му дадовме една нишка во која нема застанување. Мора да продолжиме и проектот да заврши. Така и успеавме. Една од главните улоги во серијата ја игра искусниот македонски актер Зоран Љутков, кој вели дека секоја епизода од Бистра вода му наликувала на долгометражен филм. Сметаот и гледачите на Алфа телевизија ќе добијат можност за вистинско филмско доживување. Бев изненаден од неколку млади актери кои што веројатно прв пат се појавуваат на филмското платно и очекувам дека после оваа серија ќе имаат блескава кариера. Режисерот Никола Поповски, која имаше клучната улога на прв асистент на режија, вели дека целосно бил вложен во создавањето на серијата и од изминатата година. Тој живеел со проектот 24/7. Верувам дека ова е значаен момент. Алфа телевизија, платформата Кине Мое, како пресвртна точка после подолг период на хибернација продукцијска кај нас, да конечно тргне оваа работа и да престанеме да се ослонуваме на увозните продукти. Бистра вода е првата македонска серија по долго време. Актерската екипа брои повеќе од 70 актери, а се снимаше на повеќе од 50 локации, со современа и актуелна приказна, која разработува бројни сегменти од општествениот, политичкиот и културниот живот во Македонија. Таа изобилува со карактери и настани кои вистински ја рефлектираат денешницата, но и нашето минато.